Македонската економија бележи одличен раст во време на глобална економска криза, додека земјите од Европската унија се борат да обезбедат економски раст од над 1%. Македонија забележа 3 пати повисок. Според Државниот завод за статистика, финалната потрошувачка во првото тримесечие од 2026 година пораснала за 3,1%, додека пак Македонија имала зголемен извоз од 6,2%. Ваквите податоци кои ги потврди и Евростат ја вратија Македонија во првите 5 европски економии по постигнатото. Во случајот практично се усогласени параметри и тука гледате повторно имаме Данска, Малта, Полска, па ние, па Србија. Така што ако се анализираат двете табели кои што ги објавува Евростат, ќе дојдеме до заклучок дека седмиот квартал поред повторно откако се консолидирани институциите остваруваме како влада раст на бруто домашниот производ. Растот на економијата според владата се должи на плански распоредените финансиски расходи, на суштински трошоци кои обезбедуваат долгорочна стабилност и носат можности за дополнителен раст. Инвестициите во капиталните проекти како што изградбата на патните и железничките коридори, но и на локалната инфраструктура даваат дополнителен ветер во грб за македонската економија. Во април месец оваа година индустриското производство порасна за цели 7,6% споредено со април месец минатата година и со тоа во првите 4 месеци од годината, значи во првата третина од 2026 година, како ретко која држава во Европа, имаме индустриско производство кое што ни е во позитива. Мала, 0,2%, но не е во негатива во услови кога ја имаме најголемата енергетска криза во светот. Растот на БДП има дополнително значење ако се има предвид дека тој е остварен и во услови кога државата е соочена со притисоци за враќање на огромни стари наследени долгови. Еден од нив беше и еврообврзницата од 700 милиони евра, која вчера беше вратена во целост. Министерката за финансии вели дека правилното распоредување на буџетските средства, но и на временото задолжување по ниски каматни стапки обезбедуваат и намалување на јавниот долг. Нашата цел беше со средствата обезбедени преку обврзницата издадена во јануари 2026 година да извршиме предвремен откуп и на тој начин да оствариме заштеди по основ на камати. На тој начин во буџетот заштедивме 3,2 милиони евра. Од владата велат дека и покрај сите предизвици, фокусот и во наредниот период ќе биде економијата, инвестициите и поддршката на стопанството. Паралелно и фискалната консолидација за намалување на буџетскиот дефицит. Ова треба да биде и гаранција дека економијата ќе продолжи да испорачува не само одржлив, туку и повисок економски раст.